Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Поради настанатите околности со вирусот COVID-19, ова интервју ќе биде преку Skype. Мило ми е што денеска ќе зборуваме на темата за заштита на работниците. И тука денеска со нас го имаме господинот Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа. Господине Милан, ви благодариме што прифативте да гостувате во ова Skype интервју. И се надевам дека ќе успееме во ова интервју да одговориме на неколку прашања кои што би ги интересирале нашите гледачи. Би започнал со тоа да ве прашам, бидејќи први на удар на оваа криза се здравствените работници. Како вие гледате, како според вас се тие заштитени? Дали се доволно заштитени? Бидејќи гледаме дека како се облекуваат здравствените работници во другите држави, да речеме Кина, Америка или било каде на друго место, што прилично наликуваат на астронаути во облегата, а наши гледаме дека се многу поедноставно облечени. Што вие мислите за ова? Ајде прво да возратам на зборовите, воведните зборови. Благодарам за можноста да ја искористиме технологијата и да можеме да пред се искомуницираме со поширокиот аудиториум. И на крајот, мислам, на почетокот да си поддржиме едни со други поддршка, дека всушност човекот е издржливо битие, човекот има издржлив организам и се прилагодува. Милиардите години еволуција довеле до тоа да сме денеска тука. Еден ваков вирус секако остава лузни, но на крајот цврста имам увереност дека човечкиот род, луѓето, ќе излезат победници. Сега, зборувајќи за конкретните, оние кои се први на удар, како што се здравствените работници, како што се полицајците, како што се возачите во автобусите, како што се луѓето во продавниците кои не обслужуваат, сите тие се оние првите кои се директно изложени на оваа зараза предизвикана од коронавирус. COVID-19 е болеста која предизвикува SARS, новиот вирус на SARS, и од друга страна се уште светот се бори со тоа да го ограничи ширењето, поточно да го успори ширењето на вирусот, а со тоа и да си даде себе си повеќе време за да дојде во ситуација да најде некој решение. Затоа се овие екстремни мерки, мислам дека дури ако се сеќаваме ние по старите 2001 немавме вакви екстремни мерки како што имаме сега конкретно во оваа ситуација со коронавирусот. Заштитата на конкретните работници сметам дека може да биде подобра. Сметам дека всушност следбено на оние препораки кои уште во февруари ги дадовме со професорката Стикова од Институтот за јавно здравје и ги канализиравме преку лекарската комора, кај што препорачавме дека е потребно да има одреден сет на лични заштитни средства, поточно лично заштитна опрема, која пред се би овозможила да за релативно кратко време да се користи, но и да се ослободуваат од истата. Значи, треба да биде за кратка употреба, не треба да се користи долго време. Често пати на телевизиите гледам, дури на социјалните медиуми, гледам дека мноштво погрешни информации се пласираат, мноштво на
Пред се мислам дека се тоа психолошки некои си состојби на луѓето да се смират самите себе си во користењето дури на оние маски кои што можеме да видиме сега на улиците и така натаму. Значи, секој од личните заштитни опреми има своја намена. Доколку таа не е соодветствена на својата намена, таа всушност нема да го заштити работникот. Во случајот, например, дури со несоодветна примена, облекување, користење, таа истата не може да го заштити конкретниот работник од конкретната штета, значи од конкретниот ризик. Затоа би сакал да пред се алудирам на тоа да, ако не ги слушате професионалците во оваа област, а гледам дека стручните лица за безбедност и здравје при работа се некако ставени на страна. Но ако не ги слушате, барем прочитајте ги упатствата што ги пишуваат, значи производителите на таа конкретна лична заштитна опрема. Дојдете во ситуација да истата ја применувате соодветно и од кога ќе ја применувате соодветно, отстранете ја соодветно. Не завршува со тоа што ќе ја фрлите во кантата, него едноставно тоа веќе представува биолошки опасен отпад. Значи, таа треба да ги заборавивме оние кои го третираат, да кажеме, дури делот со ѓубрето, делот со отпадот. Значи, врзан синџирен. Ако синџирот некаде се прекине, всушност, ние сите ќе настрадаме. И што според вас, кои мерки треба да се преземат дополнително за да се заштитат овие работници? Инаку морам да се извинам, бидејќи ги споменав само здравствените работници, а тука се нели новинарите и вработените во маркетите. Да, забораваме да ги спомене сега, ќе ни извинат. Тука има една голема палета на професии кои што работници се во прва линија на ударот. Значи, што според вас би требало дополнително да се преземе од страна на властите за да се заштитат овие работници повеќе? Прво и основно правило, значи ќе ги повторам само дури оние неколку пати, тоест често пати споменувани од Светската здравствена организација, првата секогаш е не паничете. Значи, паниката е таа која најчесто дури во вакви ситуации, дури во воени услови, прави луѓето да гинат. Значи, не паничете. Доволно сте силни, затоа ви кажав на почетокот, доволно сте силни како организми да дури и ваква една непознаница победите. Втората работа е, ако имаме конкретна ситуација од која треба да се одбраниме, тоа е конкретниот вирус, постапете онака како што препорачуваат оние кои си ја знаат работата. Пред се водени од вирулозите, понатаму од луѓето кои имаат конкретни искуства во третирање, да кажеме, на болни лица, лекарите и така натаму, доаѓаме со сет на правила кои што всушност потребно е да ги примениме. Тоа се техничките правила. Што е возможно повеќе од странете ризици? Значи, не дозволувајте на едно место, ние сите пропагираме дека треба да има, да кажеме, не групирање на луѓе на одредено место, ама често пати вас да ве земам новинарите на конференции, сите сте вие на едно место во затворени простори. Ама од денеска тоа више го нема, готово. Не рекла владата дека нема да има, само ќе има онлайн стрим, нема да има повеќе новинари. Па сега не сакам да навлегувам во тој дел, во тие одлуки, сепак се тоа нешто што е предефинирано со професиите кои вие ги имате. Јас само се ограничувам на делот на она што би требало да биде техничко решение, поточно организационо решение. Обидете се да ги почитувате мерките кои што говорат дека треба да се направи минимум растојание по однос на потенцијални, да кажеме, носители на вирус. Значи, тој што е здрав и тој што секој тргне тотална проста, пред некој ден ја слушнав од еден мој колега, вика, тргнувајте на тој начин што ќе сметате дека вие сте заразени. Сметете наместо вие другиот дека ќе ве зарази, сметете дека вие сте заразени и правете се
за другите да не бидат да не им пренесете, да кажеме, вирус. Тоа е многу едноставен начин за како би требало човечки да постапуваме. Значи зборуваме во однос на техничките мерки, кај што би требало да се дезинфицира. Не да се импровизира, него да се дезинфицира. Да ви кажем конкретен пример. Јас во мојот влез кај што живеем, на 4 ката е зградата, се договоривме со моите состанари, со моите комши, да секој од нас секој ден го дезинфицираме влезот. Зошто не надвор, а зошто во влезот? Затоа што надвор го имаме сонцето, најголемата УВ лампа, најголемата нуклеарна печка која изложен вирусот на незе не може да преживее. Тој преживува некаде каде што го нема сонцето. Затоа ние се договоривме со некој раствор на варикина, поточно доместос, во некој сооднос, правиме некоја си средство кај што го нанесуваме во самиот влез на кваките и така натаму. Значи, тоа е нашиот дел како граѓани. Вториот дел, бидејќи зборам за техничките мерки. Користете ги личните заштитни средства, оние што се соодветни. Не импровизирајте. Најчесто ги гледам, луѓето ги користат овие болнички маски, кои што всушност треба да биде јасно дека овие не ве штитат некој да не ви пренесе. Значи, прво и основно, овие штитат да вие не пренесете. Да. Имаме друг тип на маски, кои што се, дури и овие најчесто зборуваат за овие N95, овие се тие. И овие не ве штитат. Значи, доаѓаме во ситуација дека има специјални кои што се со дури и филтри кои убаво налегнуваат на лицето, кои што доаѓаат во ситуација да воздухот, барем 5% од тоа, не успева да остане не филтриран. Но, она што е добро во оваа ситуација дека самиот вирус не преживува, значи не оди преку воздухот, него мора да го соберете негде од некоја си површина. Затоа сакам пред се, затоа се навраќам на овие конкретни работи, луѓето секој пат да ги користат личните заштитни средства према нивната намена. Значи, кога имаме лекари, да бидат, баш буквално добро го наведовте примерот, да бидат секој дел од нивното тело заштитен и кога ќе излезат од зоната на болниот, веднаш кога е отстрана таа лична заштитна опрема за еднократна употреба. Не можат со истата да одат од кај болни кај здрави и обратно. Да не се најдеме во ситуација дека ние често пати, значи сакајќи ние одредени работи да всушност се смириме самите себе, ги импровизираме. Не, постојат конкретни правила, постојат конкретни постапки како треба ние да дојдеме во ситуација да се заштитиме себе си. Слушате ги препораките на стручните лица. Јас до сега не видов ниту еден да дојде да потенцира, барем од во досегашните пресови, дека консултирале стручно лице за безбедност и здравје при работа. Дека всушност препораките за користење на таа лична заштитна опрема е врз основа на одредени совети на одредени, да кажеме, стручни лица за безбедност и здравје при работа. Затоа се обидувам минимално да го користам моментот и да доаѓам во ситуација да ова се моите 5 минути на слава. Не. Ако не сакате да ме слушате или ако не сакате да ме консултирате као некој кој се ја разбира проблематика, дојдете во ситуација, прочитајте што ви пишува Светска здравствена организација, прочитајте што ви пишува производителот на опремата, на личната заштитна опрема и користете ја следбено. Само на тој начин ќе дојдете во ситуација да вие спречите да всушност се прошири самиот вирус, да всушност се изложите на опасностите од самото заболување. Во секој случај, самите овие конкретни мерки ќе ве доведат во ситуација да го намалите ризикот на работното место. Јас, кога зборуваме за технички мерки, често пати зборувам, да кажеме, дури за ионизирање на воздухот, дури за користење на ултравиолетови лампи во затворени средини,
дури и во креирање на конкретни зони, тоест конкретни одделци каде што имаме одредени луѓе, имаме одредени, да кажеме, инструменти, имаме одредени, да кажеме, дури соби за одмарање, соби за третирање на пациенти и така натаму. Значи, сето тоа се прави преку тие технички мерки. А ние најчесто, например, заради тоа што најчесто и така ја поистоветуваме оваа безбедност и здраве при работа, секогаш рипаме на оние последните мерки, а тоа се оние мерки за лична заштита. Веројатно ќе еволуираме, веројатно ќе дојдеме во ситуација и овие да бидат последниот дел, каде што ние сите оние претходно ќе ги превземеме, па на крајот овие. Да. Ми се чини завчера беше прогласена водородна ова состојба на територијата на цела држава. Сега јас видов, бидејќи и во Србија исто така прогласена водородна состојба, таму бараат се во овој случај синдикатите да се почитува законот за заштита при работа. Кажете ми, како е тука процедурата во однос на законот за заштита при работа? Дали во однос на водорената состојба, дали имате некое познавање, знаење во однос на ова? Не само вчера, не само кај соседите, не само кај нас, законот треба да се почитува секојдневно. Основата на законот е дека треба работодавачот да овозможи безбедни и здрави услови на своите вработени. Ако не знае тоа како да го направи, тоа што треба да консултира стручни лица за оваа област. Разбирам јас дека е ова исклучително тешка и за работодавачите, но и за работниците, и за сите социјални партнери, ситуација која што пред се сметам дека не ја разбираме. Ние кога сме соочени, да кажеме, со ситуации кои не ги разбираме, најчесто превзимаме би рекол чекори кои што највеќе не наликуваат на тоа дека правиме нешто корисно. Значи, многу интересно ми беше кога ги гледав дури и полицајците кои се приближуваат на возила нели во контролираните области каде што доаѓаат во ситуација да директно разговараат, директно нели запишуваат и така натаму консултираат. Имајќи в предвид дека ниеден од нив, осим нивната униформа, не го видов дека носи лично заштитно одело. Значи да го третира секој нешто е всушност таму како потенцијален носител на вирусот. Работодавачите, во случајот држава, значи најчесто, например, сега зборуваме за државата како работодавач, кога зборуваме за системот за здравствена заштита или за внатрешни работи, за војска и така натаму. Обврска е на државата да се грижи за тие своји вработени. Начинот на кој тоа ќе го прави, повторно, доколку не знае, нека ги праша стручните лица за безбедност и здраве при работа. Доколку не може да не праша, еве да кажеме, не сме достапни во наводници. Нека отиде на сајтовите на Светската здравствена организација, на Меѓународната организација на трудот и нека ги прочитаат препораките како тоа треба да се направи. Не е битно, нема суета во ова. Овде е битно само да се заштитат здравието, животот на граѓаните на оваа земја. Кажете ми, сакал да ве прашам во врска со да ги споменеме и градежниве работници, што се, нели? Имаше пред некој ден прочитав текст од страна на Фактор, ми се чини беше, не знам на кој медиум, дека тие се уште биле активни. Сега не знам, немам информација конкретна дали во моментов биле активни, ама што мислите, доколку се активни, доколку работат, дали би требало да прекинат тие со работа или доколку се заштитат соодветно да продолжат? Значи, јас пред се да направам една разлика одека да не дојдам во ситуација па да бидам поголем од државата, нели? Се знае ковдека, знае однапред што треба да се прави и така натаму. Моето занимање зборува дека оној што работодавачот смета дека треба да биде на работното место,
потребно е да му обезбеди безбедни и здрави услови за работа. Тоа значи, доколку во конкретниот случај работодавачот е фирма, градежна фирма, има своји вработени кои се, да кажеме, на конкретната локација, следбено на препораките на владата, следбено на препораките на Министерството, потребно е така да постапи. Не треба да се групираат повеќе од 5 луѓе, не треба да бидат, да кажеме, изложени на штетностите поврзани или да се предпоставува дека сите се потенцијални носители на вирусот и така натаму и така натаму. Уште една конкретна ситуација можеби би ви помогнала во разговорот за да ме разберете. Не можам да препорачам дури и нивородниците да бидат престанати работите. Заради тоа што мојата препорака е, имајќи го в предвид, значи, имајќи предвид конкретната состојба, прогласена од страна на нашата влада, поточно од луѓето кои ние сме ги назначиле да не водат. Значи, потребно е да дојдат во ситуација самите работодавачи да се прилагодат на тоа што нашите, во конкретниот случај, водачи, зборуваат, препорачуваат врз основа на тоа како најдобро да ги заштитиме своите животи и своето здравје. Затоа што најлесно би било да кажеме во оваа ситуација јас да изјавам дека секој треба по дома да седи. Следбено на што беше изјавено. Така, најголема или најдобрата препорака е седи дома. Но веднашка после тоа се јавува уште еден елемент кој што уште поголеми, да кажеме, реперкусии има. А тоа е економијата, делот кај што ние не произведуваме, делот кај што сега во моментов трошиме, делот кај што ние всушност запаѓаме во ситуација која ќе не доведе да релативно брзо дојдеме да се прашаме колку се тоа не чинеш. Затоа си има постручни луѓе од мене, си има поучени луѓе кои се разбираат во овие работи, би сакал истите тие да се изјаснат пред се, а доколку ме прашаат мене во однос на тоа како треба тие конкретни луѓе да се заштитат во тие конкретни микросредини, секако јас сум тука на располагање и мислам со целиот мој интегритет и со целата моја знаење ќе излезам пресред на нивните барања. Уште едно моје последно прашање за ова интервју, а тоа е како би требало да се заштитат тебе, да речеме, има нели канцеларии каде што работат повеќе луѓе, мислам во една канцеларија. Како тие да се заштитат? Бидејќи гледам дека највеќе ќе ви помогне ако ви кажам конкретни мерки, наместо да ви кажам, нели, оние облачење на препораки и така натаму. Значи, еве вака. Да тргнеме од тоа дека си заминале од работа. Значи, прво и основно што треба да го направат е да ги дезинфицираат сите површини каде што се луѓе. Значи, тој што ќе дојде да одржува хигиената, потребно е да го дезинфицира. Вториот елемент кој што треба да го направи да го отвори прозорот. Прозорот да го отвори да влезе свеж воздух кој во суштина, ви кажав, претходно е дезинфициран од најголемата нуклеарна печка која ни е закачена на небото, сонцето. Значи, свежиот воздух, размената на воздушните маси ќе направи да всушност имаме ионизиран воздух внатре кој ќе ни помогне во справување. Значи, главната цел е да си помогнеме сами на себе, на нашето тело, да не му донесуваме нови, на моите деца им велам, војници кои не напаѓаат. Значи, да не донесуваме нови непријатели во нашето тело и да создаваме ситуација да нашето тело, иако се бори со одредени, и во моментот се бори, не мора со ковидот, не мора со самиот вирус, коронавирусот, него и во самиот момент се бори со други вируси, со други бактерии. Да не му ја отежнуваме работата. Значи, природните елементи оставете да се вршат работа, внесете воздух. Кога веќе тоа ќе го направите, затворете просторијата, дезинфицирайте ги, кваките, вратите, целиот тој ходниците каде што се гази и така натаму. Кога ќе се вратат, значи луѓето на самите работни места, потребно е пред да излезат од дома, потребно е да се преиспитат дали јас сум во таа група на
потенцијално опасно ширители на болеста, значи дали сум бил во контакт со некој, дали се чувствувам добро, дали всушност станува збор или најверојатно за настинка, најверојатно за сезонски грип и така натаму. Значи прво испитете се, бидете совесни и кажувајте го она што ви го кажав од почеток. Сметете дека сте носител и останете во самоизолација. Доколку отидете на работа, избегнувајте да се ракувате, избегнувајте блиска некоја комуникација, него едноставно завршете си работата доколку морате да одите и врз основа на тоа одете на дома. Чистете, бидете предпазливи, носете доколку е возможно, носете ракавици, доколку се спремате или се плашите дека всушност од кивање, од така натаму би можеле да ги заразите своите колеги со, да не кажеме со ковидот, него да речеме со сезонскиот грип, носете си маски, обидете се максимално да бидете заштитнички настроени према своите соработници. Никој нема да ви замери во вакви времења, доколку и речете дека всушност не можете да дојдете на работното место. Разбирам, се сретнав со неколку луѓе кои имаат страв, кои немаат симптоми, но имаат огромен страв. Сега е состојба на психоза. Сега луѓето се доведени во ситуација да не знаат кога веќе да го слушаат. Најчесто, например, дури беше интересно колку домашни од оние аптеки, всушност, луѓето кажуваат, те со лукчиња, те со оцет, те со нозе во, како се века, со ракија, обвиткани и така надолу, ќе видите се и ќе видите се што. Но она што сакам да ви го препорачам е пред се бидете информирани. Втората, ако првата е не паничите, втората најважна работа е бидете информирани. Писмени сте, паметни сте, дојдете во ситуација, прочитајте. Кога ќе прочитате, ќе разберете. Ако не разбирате, не е греда, прашајте. Дојдете во ситуација, прашајте го тој до вас дали како тој ја разбира таа работа. Но не се доведувате во ситуација да правите погрешни чекори кои можат на крајот и за жал и живот да ве чинат. Тоа беше господинот Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа. Ви благодарам уште еднаш, господине Милан. И се надевам дека нели оваа ситуација ќе се надмине што е можно Само една работа да не заборавам, Боби. Би сакал и да сепак сме возрастни. Како што дојде, така и ќе отиде. Но не толку брзо колку што се надеваме. Значи има и одредени анализи со знание дека всушност ние, тоа и затоа и го започнав моето зборување на почетокот така, дека нашиот организам се бори. Ние како битија сме изложени на разни нокси, на разни биолошки штетности и така натаму, и пред да дојде коронава на дневен ред. Значи, нашиот организам континуирано се бори. Оставете да ја заврши работата, веројатно за година дена до 2 од сега ќе зборуваме дека од што си така разболен, абе ме фати коронава или као не ме фатил сезонскиот грип. Значи ќе станеме имуни на сето тоа. Но мораме да дозволиме да природата си ја одработи својата работа. Мораме да дозволиме време. Оно што е многу добро, барем дека живееме во оваа ера на информатичка технологија и брза комуникација, дека мислам релативно брзо ја пренесовме веста за самиот вирус и релативно брзо самите луѓе, самите држави, самите влади, секоја на свој начин, сега повторно станува збор за моделитети, се обидуваше да го контролира или се обидуваше да го реши проблемот со ширењето. Никој не се обида да го реши проблемот со вакцинирањето, бидејќи тоа е подолг процес, но да го стави под контрола, да кажеме, делов со ширењето на заразата. Така и овој пат. Бидете разумни,
стравот постои, но не треба да тој е добар слуга, но е лош господар. Затоа дозволете стравот да ви каже што не треба да правите, но не го слушајте, да не му оставете да ве повела. Оставете вашето тело да се бори, од друга страна, и заштитете се, максимално заштитете се со памет. Користете личната заштитна опрема доколку сте на работа. Пред да ја користите личната заштитна опрема, користете ги постапките кои ќе го отстранат ризикот, ќе го заменат со помалку опасен, инженерски методи. На крајот на крајите ќе дојдеме во делот на личната заштитна опрема. Значи, бидете пред се паметни и бидете во ситуација, затоа реков најпросто би било, сметете дека вие сте носителот на вирусот и гледате како да ги заштитите вашите соработници, вашите домашни, вашите најблиски. Само на тој начин ќе бидете победник во оваа игра со природата. Благодарам. Ви благодарам и вас. Тоа беше тоа. Уште еднаш да се одивам од оваа емисија и се слушаме следен пат. Пријатно.